Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денешната епизода ќе ја започнеме со обработка на Псалм 76. Ако имате можност, отворете ги вашите Библии за да читате заедно со мене, бидејќи така ќе ви биде полесно да го запомните тоа што ќе го проучуваме. Како што спомнав и во една од предходните епизоди, овие псалми се распоредени на одреден логичен начин. Би рекол дека не само содржински, но и преку нивниот редослед тие пренесуваат одредена порака. Предходниот псалм, односно 75-тиот, имаше стих во кој авторот го повика Бог да стане и да направи нешто за состојбата во која се наоѓа израелскиот народ. Бог ја слушна таа молитва и тоа го дознаваме од Псалм 76. Во Псалм 75 читавме за тоа како помошта за Израел нема да дојде од исток, запад или југ. Авторот не зборува за северот, бидејќи од таму дојдоа непријателите на Израел. Туку помошта за Израел ќе дојде од Господ. Псалм 76 е релативно краток, а во оној кој следува после него имаме и пророштво за владеењето на Господ Исус Христос како цар и свештеник. Но, ајде да почнеме со читање на Псалм 76, стихови 1 и 2. Познат е Бог во Јудеја, големо е неговото име во Израел, во Шалем е неговото место, а неговото живеалиште на Сион. Во овие стихови се спомнати 4 географски локации – Јудеја, Израел, Шалем и Сион. Главната поента на авторот е да ги потсети неговите слушатели на Господовите дела и како тој го избави својот народ. Тоа ни станува особено јасно во 3-тиот стих. Таму тој ја порази силата на стрелите, штитот и мечот и војната. Зошто авторот ги спомнува тие 4 географски локации? Затоа што тоа се местата каде Господ се застапи за својот народ. Кога израелците беа нападнати од војски многу посилни од нивната, Господ ги заштити, поразувајќи ја силата на стрелите, штитот, мечот и војната. Еден ден, кога Христос ќе се врати на оваа земја, тој ќе воспостави мир и нема веќе народите да војуваат. Стихови 4 и 5. Посветол си од светлината, повеличествен од древните гори. Се збркаа сите што беа со храбро срце, заспаа и им папсаа рацете. Ова се однесува на непријателските војски кои се дигнаа против Израел. Бог на чудесен начин направи тие силни војници да ја изгубат силата и со тоа војната против Израел. Знаете, кога читам за заспаност во Светото Писмо, не можам а да не помислам на заспаноста во која се наоѓа светот. Но тоа не е затоа што Бог направил светот да е заспан, туку затоа што луѓето од светот го сакаат тоа. Затоа верувам во проповедањето на Божиот збор, бидејќи на луѓето од светот им треба да се пробудат и да бидат свесни за судот кој доаѓа, но и за спасението кое им е достапно преку вера во Христос. Продолжуваме со читање, стих 6. Од Твојата закана, Боже Јаковов, се скаменија и конјаниците и коњите. Авторот на овој псалм на многу описен начин зборува за тоа како Господ влијаеше врз непријателите на израелскиот народ. Знаете, од една страна во писмото читаме дека Бог е љубов и дека ги сака сите луѓе на земјата, но љубовта не е единствената Божја особина. Тој е исто така и свет и праведен, односно во себе нема грев, а ја сака и праведноста. Кога авторот зборува за Божјата закана, тој покрај другото мисли на правдата која Бог сака да ја воспостави на земјата, поради која грешниците треба да бидат казнети за нивните злодела.
И уште нешто што треба да го имаме на ум е дека Божјата правда не е селективна, односно важи за сите луѓе. Стихови 7 до 10. Ти си страшен и кој ќе опстане пред тебе кога ќе се крене твојот гнев? Од небесата се чу глас дека ќе судиш, земјата се уплаши и занеме. Кога Бог стана да суди, за да ги спаси сите угнетени по земјата, зашто и преку човековиот бес ти ќе се прославиш, а и остатокот од нив ќе те прославува. Библијата учи дека Бог има свет гнев, односно гнев кој е насочен кон оние кои прават грев и беззаконие. Кој ќе опстане пред Бог кога ќе се крене неговиот гнев? Ова е интересно прашање и ќе ви го кажам одговорот. Никој не може да опстане пред Бог кога тој ќе дојде да им суди на оние кои се под неговиот гнев. А кои луѓе се под неговиот гнев? Одговорот е: оние кои не веруваат во неговиот син Господ Исус Христос, во неговата откупителна смрт и воскресение. Стих 11. Заветувајте се на Господ вашиот Бог и исполнувајте ги заветите, сите што сте околу него принесувајте дарови на страшниот. Ова е всушност повик за луѓето сериозно да го сватат Бог и искрено да му се посветат. Истиот повик важи и за нас денес. Сега доаѓаме до Псалм 77, кој исто така е поврзан со името на Једутин, еден од музичарите кои служеа во контекстот на Божиот храм. Ова е псалм кој Асав го напиша за него, со намера или Једутин да го свири или да го пее. Станува збор за текст во кој авторот си ја излева својата душа пред Бог, поставувајќи прашања во однос на начинот на кој Бог действува и кои се неговите планови. Да се има вера не значи да не се поставуваат прашања, туку одговорите на тие прашања да се бараат кај Бог. Стих 1. Со гласот свој викам кон Бога, со гласот свој кон Бога за да ме чуе. Во денот на тагата моја го барам Бога ноќе. Со издигнати раце кон него неуморно, но душата моја не може да се утеши. Како што забележавте, авторот зборува за тоа како го побарал Бог во денот на тагата. Кога се соочуваме со тага, колку и да ни е тешко, тоа е соодветна околност за да го побараме Бог. Познавам еден човек кој долго време ги слушаше овие аудио библиски проучувања, но не сакаше целосно да му се предаде на Бог. Но, еден ден, кога се соочи со длабока тага поради одредени животни околности, тој се сврте кон Бог со вера. Бог го спаси и му го промени животот. Затоа велам дека е добро да го повикуваме Бог, дури и тогаш кога ни е многу тешко. Ако го повикате Бог, ако ја побарате неговата волја и мудрост, тој ќе ве слушне, макар и да сте во неволја. Ако имате некаква потреба, молете му се на Бог. Целото свето писмо ни сведочи дека Бог ги сака луѓето и дека сака да има блиско општење и заедништво со нив. Од нас луѓето се очекува да му се обратиме и да го прифатиме тој негов повик. Во еден од псалмите читаме: вкусете и ќе видите дека Господ е добар. Предпоставувам забележавте, но во дел од текстот кој го прочитавме, авторот зборува и за тоа како неговата душа не можела да се утеши. Тоа ни кажува дека неговата мака била душевна, а не телесна. Но, како што ќе продолжиме со читање и обработка на псалмот, ќе забележите дека тој сепак најде утеха кај Бог. Стих 6. Размислував ноќе со срцето свое, а духот мој ме испитуваше. Кога последен пат ноќе сте размислувале за Господ? Многу често ние сме склони навечер да размислуваме за проблемите кои ги имаме во животот, за одговорностите кои не чекаат следниот ден, за финансиските потреби кои ги имаме и така натаму. Но, кога размислуваме за проблемите, тие ни изгледаат се поголеми. А кога размислуваме за Бог,
за неговата големина, за неговите патишта и планови, тогаш ние всушност му пристапуваме на животот од поинаква перспектива, од перспективата на верата. Стихови 7 до 9. Зар Господ за секогаш отфрла и не сака ли повеќе да биде благонаклонет? Или за секогаш престанала неговата милост и неговите ветувања се пресекле за сите родови? Зар Господ заборавил на штедроста своја? Зар во гневот свој ќе го затвори своето милосрдие? Ова се прашањата со кои авторот на псалмот се бореше длабоко во ноќта. Зарем Господ нема веќе да биде благонаклонет кон израелскиот народ? Зарем неговите ветувања нема да важат за народот кој тој го одбра? Зарем Господ не е веќе штедар и милостив? Се разбира, тој со помош на верата дојде до правилните одговори на овие прашања, а се надевам дека истото ќе го сторите и вие. Господ е благонаклонет кон сите кои му веруваат. Тој ќе ги исполни своите ветувања кон сите кои со вера му пристапуваат и ја бараат неговата милост. Стих 13. Боже, Твојот пат е свет. Кој Бог е толку голем како нашиот Бог? Да ве подсетам, овие псалми кои сега ги обработуваме, ја рефлектираат пораката од книгата Левитска, односно третата Мојсеева книга. Во неа главната тема е Божјата светост, бидејќи самата книга во голема мера се однесува на шаторот кој израелците го направија во чест на Бог. Светоста е важна тема во Светото писмо, бидејќи Бог ни се објавил како свет Бог. Сакам да ви го објаснам тој збор, за да имате соодветно разбирање на истиот. Кога велиме дека Бог е свет, под тоа мислиме дека Бог е одвоен од се што е зло и грешно и не може да има ништо со гревот. Во тоа време околните народи славеа богови за кои се веруваше дека се вклучени во разни неморални дела, или пак богови кои бараа неморални дела од своите обожаватели. Од друга страна, Господ е свет и исто така побара од оние кои веруваат во Него да живеат свет живот. Господовата светост не е нешто кое само теоретски можеме да го научиме или само да го исповедаме, туку е вистина која мора да влијае врз начинот на кој живееме. Секој кој верува во Господовата светост е обврзан да живее во светло на таа светост. Тоа значи да се држиме настрана од гревот и се што е спротивно на Господовата волја која ни е откриена во Светото писмо. Ке продолжиме со читање на стиховите 16, 17, 19 и 20. Те видоа Боже водите, те видоа водите и се разбрануваа, и бездните затрепереа. Од облаците се излеа вода, загрмеа небесата, зашто стрелите Твои пролетуваа. Твојот пат водеше низ морето, Твоите патеки преку моќните води, но Твоите траги не се познаваа. Ти ги водеше како стадо луѓето Твои, преку раката на Мојсей и Арон. Овие зборови се однесуваат на чудото кое Бог го направи кај Црвеното море, кога им дозволи на израелците по суво да поминат на местото каде што претходно имаше море. Бог и нас денес може и сака да не води по неговиот пат. Сега доаѓаме до Псалм 78, кој по својата содржина е историски псалм, бидејќи во него читаме за моментите кога Израел потврли и како Бог сепак остана верен кон нив. Ова е навистина прекрасен псалм, кој не потикнува да размислуваме за Божите дела од минатото. Стих 1. Слушни ги, народе мој, поуките мои, нека чуе увото ваше што зборува устата моја. Уште на самиот почеток авторот го повикува својот народ да го слушне. Тој го бара нивното внимание, бидејќи има нешто важно да им каже. Стих 9.
Синовите Ефремови, вооружени, стрелајки со лакови, отстапија во денот на битката. Тие не го запазија заветот на Бога и не сакаа да одат по неговиот закон. Овие стихови се однесуваат на настан запишан во Втора книга Цареви, глава 17, каде читаме како племето на Ефрем одлучи да не оди во битка. Тоа беше навистина интересен и невообичаен настан, кој е еден мал дел од долгата историја на неуспеси помеѓу израелскиот народ. Во стиховите 17 до 19, авторот повторно се навраќа назад на уште еден таков момент од историјата на народот. Но тие продолжуваа и понатаму да грешат пред него и да го огорчуваат Севишниот во пустината. Го искушуваа Бога со срцето свое, барајќи храна за своето лакомство, па го нападнаа Бога велејки: може ли Бог да приготви трпеза во пустината? Ова е практичен атеизам. Израелците не го негираа Божјото постоење, но постојано ја доведуваа во прашање неговата способност да се грижи за нив. И што тој направи? Стих 25. Леп ангелски јадеше човекот, тој им испрати храна до наситување. Кога израелците беа во пустината, Бог им даде се што им треба, но и покрај тоа се сомневаа во него и негодуваа против него. Патем, овој псалм е навистина интересен, но и многу долг. Нема да имаме време да ги прочитаме и проучиме сите стихови денес, но сакам повторно да напоменам дека станува збор за песна во која авторот покрива важни делови од историјата на израелскиот народ, од Египет па се до царот Давид. Стихови 70 до 72. Го избра Давид, својот слуга, го зеде од овчите стада и од овците што се јагнат го доведе за да го пасе народот негов, Јаков и Израел, наследството негово, и тој ги пасеше со чисто срце и ги водеше со својата мудра рака. Давидовото зацарување и владење во Израел беше Божјо дело. Бог по неговата милост го избра Давид, го зеде од овчите стада и му ја даде привилегијата да го води израелскиот народ. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.